Почитувани, владата на Христијан Мицковски ги остави мајките и новороденчињата без основната сигурност што им следува по закон. Породилниот надомест доцни и до 20 дена, а има мајки кои чекаат и повеќе од 30 дена. И замислете, фондот ова го признава и вика дека тоа било во ред. Понижувачки и нечовечки е да се дозволи мајките да се јавуваат и да молат за исплати и да немаат за основните продукти за своите деца. Нема ништо нормално во тоа семејствата што живеат само од породилното да останат без денар затоа што ДПМН не си ја врши работата. Вистината е дека никогаш во минатото не се случило вакво доцнење. Ниту во време на светската економска криза, ниту кога имаше хакерски напади на фондот. Ова не се случило во ниту една друга влада. Ова е директен резултат на неспособност и на расипнички приоритети на Мицковски и неговиот другар Клековски. Со ваква неспособност и нечовечност досега граѓаните се немаат соочени. Денес го прашуваме Мицковски, зошто нема пари за мајките и бебињата, а има за луксузни автомобили, скап мебел и тендери кај блиски фирми. Секој ден слушаме за нов скандал, нова злоупотреба и нов непотизам. СДСМ бара фондот веднаш да ги исплати сите заостанати породилни надоместоци без одложување. Бараме фиксен датум на исплата секој месец, како што со право бараат мајките. Бараме владата јавно да ја објави состојбата со фондот и да каже каде завршиле парите што треба да бидат исплатени на секоја мајка во оваа држава. Дали е точно дека сите доцнења се заради неликвидноста на буџетот? СДСМ стои со овие жени. Ќе бидеме нивниот глас додека владата ги игнорира. Ќе зборуваме гласно се додека не се исполнат сите обврски кон секое новороденче и кон секоја мајка која денес се чувствува изневерена од државата. Време е оваа неспособна влада да престане да бега од одговорност. Ви благодарам.